во кабинетот на председателот на Република Македонија никогаш не се разговарало, нити се размислувало за прогласување на воена или вонредна состојба. Со тоа ги отфрлам и сите шпекулации дека меѓународната заедница вршила каков било притисок врз мене да одстапам од некаков наводен план за прогласување на воена или вонредна состојба. Во овој момент јавно ги повикувам странските представници да излезат и да ги посочат тие кои ми вршеле притисок. Година и пол, јас како председател на Република Македонија и мојот кабинет сме постојана мета на лажни вести и лажни конструкции со цел по секоја цена да не вмешат во настаните од 27 април. Се вршат притисоци и закани кон мене со цел да подклекнам и да одстапам од моите ставови во врска со политичките случувања во Република Македонија и политиките кои ги спроведува актуелната влада. По кој знае кој пат повторувам дека нема да одстапам од моите ставови. Деновиве сме сведоци дури и на важни искази дадени во судскиот процес за настаните од 27 април. Сакам да подсетам дека во врска со настаните од 27 април, кабинетот на председателот и Агенцијата за разузнавање ги доставија сите извештаи до основното јавно обвинителство. Обвинителката Вилма Рускоска јасно потврди дека јавното обвинителство нема докази за вмешаност на кабинетот на председателот во настаните од 27 април. Само да подсетам дека како председател на Република Македонија уште пред 2 години укажав дека УБК е главното жариште на генерирање на сите политички и безбедносни кризи во Република Македонија. И по 3 години од диагнозата на Прибе, болеста не е отстранета. Ако УБК се дрзнува без никакви основи да ги следи активностите на мојот кабинет и да ме става мене како председател во службени белешки кои опишуваат непостоечки настани, се плашам од помислата што се случува во ова институција и како се креираат извештаи со фиктивни извори за да се постигне определена цел. Мојот советник за национална безбедност Алексовски беше упатен на службен пат и требаше да стигне во Вашингтон. Кога се случи настанот, го барав подхитно да се врати и го симнав речиси од аеродром од Истанбул, бидејќи тргна со автомобил за Истанбул, и го вратив да дојди, тој некаде после полнок околу 1 часот пристигна. Така што тој сите извештаи што ги има доставено до обвинителството, но и мојот советник на секој 6 месеци подлежен на полиграф. Ја би сакал и другите советници, како мојот советник за национална безбедност, секој 6 месеци да одат на полиграф и таму да докажат дека тоа што го работат на вистина не се коси ни со закон, ни со правила на служба.